Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Досега ги знаевме само од снимката што го обиколи светот. Ја распламти војната во Југославија. Но го значи почетокот на независноста на Македонија. Ги поврзува едно име. Сашко Ешовски. Југославија ги живееше последните денови, а двајцата лидери кои го навестуваа почетокот на крајот водеа слична политика, но во различен правец. Едниот за отцепување, другиот за зачувување на федерацијата. Фрањо Тужман и Слободан Милошевиќ ги имаа своите први тајни, но не и последни средби. Ја решија ли судбината на Југославија? Ја поделија ли Босна? Овие фотографии се неми сведоци на разговорите што тогаш ги водеа луѓето кои го означија почетокот на крајот на СФРЈ. По средбите веќе ништо не беше исто. Иако на трибините на Полјут шаховницата почна да се вее, а над Сплит и во Киево веќе мирисаше на барут, Македонија ги испраќаше регрутите во ЈНА да ја зачуваат СФРЈ. Градот на Свети Дуе, каде и римскиот цар Диоклеција си созидал палата, градот на Ридот Маријан и пристаништето Лора, на страста која одекнува од Полјут заради верните навивачи на Хајдук, се уште крие тајни од времето кога ден спроти празникот на заштитникот на Сплит се случи убиство, кое ја распламти војната во Југославија, а го навести зачетокот на независноста на Македонија. Код се упати во мисија да открие што се случи пред тогашната воена команда, а сега Сплитска бановина, тоа утро на 6 мај 1991. Повод за оваа емисија е 20 годишнината од македонската независност. Но ние не сме на плоштадот во Скопје, онаму каде што во тоа време се прославуваше. Код тргна во потрага, многу претходно. Затоа, овде од Сплит ја почнуваме приказната за тоа како Македонија и зошто стана независна. Унесин Цвитан во тоа време бил сплитски градоначалник, десна рака на доктор Туџман. Настаните во Киево и Книн за него се пресудни да се подигнат страстите. Да су тенкови блокирали Киево со свих страна. Helikopter je sletio blizu tih tenkovskih jedinica. U helikopteru tada su sa mnom letjeli delegacija vojna koja je došla iz Beograda. Adžić, politički prvi čovjek JNA, znači Vasiljević, šef KOS-a, Beara, onaj zloglasni koji je inače zbog Srebrenice glavni egzekutor, a koji je glavni bio i čovjek koji je držao konce, te sigurnosne konce u samoj Banovini kad su i nastale demonstracije. Mnogo posочува i ovoj nastan. Ja sam pozvao tada sindikalne vođe i vrlo oštro protestirao što su to napravili. A oni su mi rekli, pa slušajte, mi stojimo skrštenih ruku, a ljudi srpske nacionalnosti brane hrvatsku vlast i daju je za pravo. I zbog toga smo mi izašli na ulice. И додека Киево е подобрач, а така наречената Балван револуција се разгорува, Туџман доаѓа во Трогирскиот хотел Медена да ги пречека хрватските кошаркари. Идете пред команду, али могли сте до сада скупити 5000 ljudi и отичи протестирати пред команду војно-поморски области. Овој напис на тогашната Слободна Далмација за некој е повод за случувањата на 6 мај, за други одрекување.
Da pače, predsjednik Tuđman je dan prije kad je Croatia Airlines sletila u luku, u zračnu luku prvi put u Split, onda smo održali sastanak u Medenoj gdje je on izričito tražio da se ne diraju vojni objekti, da se ne napadaju kasarne i da niko ne pokušava napraviti nešto što bi moglo isprovocirati armiju. Smo imali sigurnih informacija da armija tražila je izgovor da nešto napravi. Но оние кои тогаш ги пренеле зборовите на Туđman, како новинарот и сегашен колумнист Предраг Луцик тврдат. Taj dan je Slobodna Dalmacija objavila naputak Franje Tuđmana, kazan dan ranije, nedjelju u hotelskom Trogiru Medena, mislim, članovima stranke na sastanku, kao demonstrirajte, idite pred Banovinu, pokažite da nećete trpiti ponašanje JNA i tako dalje. I ljudi su krenuli. Tuđman je neko vas nazvao da bi vam rekao da se organizirate kao sindikalci? Nema vam to veze. Mi smo imali razloge da taj dan zbog stanja u hrvatskom selu Kijevu, pa onda ubojstva hrvatskih policajaca u Borovu naselju, neposredno prije toga, blokada prometnica od strane srpskih pobunjenika. Mi smo zapravo to imali kao povod. To je bila neurotična situacija, blokada Kijeva i tako dalje. Ne bih trebalo puno nago, ali je činjenica, mislim, ipak da je dan ranije na sastanku HDZ-a kazano idite pred Banovinu, da je poslije se Tuđman pokušao oprati od te izjave. И додека сите градски функционери се на свеченоста, бродските работници, граѓани, обезбедени со кордон полиција, стасуваат пред војната команда. Hodalo se, pjevalo. Ja sam bio na čelu te kolone. Kad smo došli tu, zaustavili smo se. Dočekao nas je kordon policajaca. Sve je bilo okej. Kako se dogodilo da ovi koji su prosvjedovali imali i naoružanje s njima? U ovih 20 godina nisam govorio o naoružanju kod prosvjednika, dakle, i da li su oni imali naoružanje ili ne. Očito su neki to imali. За затворените прозорци се војниците, специјалци, но и многу голобради момчиња кои само неколку месеци се во касарната. Надвор толпата извикува. Живот дамо, Hrvatsku ne damo. Nećemo četničku vojsku. Внатре се преговара. Канцеларијата е онаа истата каде сега со градот управува тогашниот лидер на синдикалците Јуре Шундов. Релјефот над зидот е истиот. Има нови слики и мебел, но стари спомени. Dok sam ja pregovarao tu, ispred ove zgrade su bila borbena oklopna vozila, jedno s jedne strane, drugo s druge strane. Ne mogu osobno kazati šta je bilo, ali prema priči ljudi koji su bili tamo, ta borbena oklopna vozila su manevrirala. Nešto su činile, išli su naprijed, natrag i tako dalje. Očito je to sve skupa iritiralo. Pregovarali smo tada sa zamjenikom komandanta vojno-pomorskog Kandićom, jer tog momenta admiral Kandić nije bio u zgradi. Mi je telefonirao i rekao, slušajte, poginuo mi je vojnik ispred komande, vi ćete biti odgovorni zbog ovih demonstracija. Ja naprosto sam bio potpuno zatečen. Me pati za rat i me со голи раце и ме тегнеше да ме изводи од самиот транспортер од куповата. Jednostavno sam eksplodirao, iskočio sam gore, zgrabio sam ga za glavu, povukao sam ga, vidio sam da on stoji na nogama, a ne sidi. Не сакаа да се сретнат, но сакаа да ни го кажат она за што со децении молчеле. Ексклузивно во Код зборуваа за копниот ден. Досега ги знаевме само од снимката што го обиколи светот. Ја распламти војната во Југославија, но го означи почетокот на независноста на Македонија. Policija je već bila postavila kordon.
kada su znali da će se nešto događati veliko. Ali džaba je bio taj njihov kordon, svit je toliko bio, ono, što bi se reklo, nabrijan, kordon je popustio. I mi smo se svi skupili ispred Banovine, oni uži krug, vojska je postavila transporter. Каква наредба добивте? Добивме наредба од предпоставените офицери, се повлековме назад до самата зграда на КВП-о. Што е било разлог да се попнете на транспортер? Nakon možda pola sata prosjeda ili tako nešto, oni su odjedanput tu zapucali. Ja sam stajao kažem sa strane, meni su negdje meci udarali čaure, one su me prštale oko glave. Ja sam u tom momentu skočio, 100% sam bio uvjeren da puca taj momak. Дали имавте наредба да пукате за да ја смирите масата? Пукавме, немавме ние наредба, ипак имавме оружје и муниција, но без наредба не имавме наредба да добиено. Има ли оружје? Луѓето кои што беа присутни на самите демонстрации носеа поголем број транспаренти, исто така беа наоружени со наоружање кое што е убиствено спрема народот. Кога ми раскажуваа за она што го преживеале, не можеа да ги совладаат емоциите. To je meni bio grč na licu, vidite da sam ja skoro pa plaka. Ovo kako razumijete? ga vi hvatate tako ja ga hvatam za glavu i onda sam njega pokušao izvući. Ali on nije tu sidio, nego je staja. Tako da se ja osjetio težinu njegova tijela u rukama i kad sam ja osjetio da on stoji, onda sam njega pustio. Почна да ме дави еден човек кој што не бев ми се нафали за грб, кога што ја не го видов, само ги гледав луѓето што беа испред мене. Затоа бев нападнат. Šta ste pokušavali uraditi s tim vojnikom? Uvatio sam ga za glavu da ga izvučem, odvučem od toga mitraljeza. Да ме изфрли пред столбата на собрани на граѓаните, на демонстрантите, каде што би загинал трагично. Kad sam vidio da on ne sidi, nego da on stoji, onda sam ga pustio. Се влегував натре во самиот транспортер. На тоа имав помош добиено и од самиот мој војнички другар Славе Јован. Kad se i snimak gleda, onda je dojam da neko želi udaviti vojnika. Majke, baš zašto bi ja njega udavio? Možda je bio Hrvat, otko se ja zna. Од тогашно време имав големи лузни што се познаваше, ама да со текот на времето сега не се познават. Дали волките се чувствуват и ќе останат сигурно и трајно. Никогаш нема да се заборават. Живеат обележени со фактот дека се синоним за почеток на една војна, која ќе донесе жртви и страдања. I u tom momentu kad sam ja salazio, onda je paljba krenula. Onda su... Još i dan danas mi miris baruta toga stoji. Stoji mi u nosu. Znam da su pucali u mene. Ние останавме во транспортерот заедно со мојот другар Славе, а сигурно едно 45 минути. Од демонстрантите некој фрли молотов коктел и почна едноставно да гори тоа, ама за среќа не експлодира транспортерот. Разговаравме на интернетот и Светлан Чонаков живее во Болзано, Италија. Повеќе никогаш не стапнал во Сплит. Иван Бегоња се уште е во родниот град, но го најдовме на местото кое беше повод за протестот, селото Киево, каде живее дел од неговото семејство. Šta pomišljate kad sad prođete pored Banovine s obzirom da živite u Splitu? Znate šta, samo me prođe jeza. To je stvarno ono osjećaj. Ali to je tako bilo, već su počeli, kako bi rekao, ljudi su se ubijali po ulicama. Никогаш не би посеглал да идам таму и се уште имам стресови и страх ми е да појдам таму во самиот Сплит, да видам она место каде што сум загинал, каде што загина мојот другар Сашко. Ова е првиот судир меѓу ЈНА и Хрватите, меѓу Федерацијата и оние што се отцепуваа и бараа начин што поскоро шаховницата да ја замени петокраката на јарболот. Oni su vjerojatno priželjkivali da stvar eskalira kako bi onda oni mogli kazati pa mi nismo imali drugog izbora, mi smo morali upotrijebiti oružje. Onda sam ja tražio da se samo stavi hrvatska zastava na ovu zgradu. Kad su demonstranti sami skinuli jugoslavensku zastavu i stavili hrvatsku zastavu, oni su se razišli na miran način. Nije to jedan srušena, ni JNA, ni ništa. To je jedan stradao čovjek.
оваа железна врата во сегашното градско собрание во Сплит се изнесуваат и внесуваат архивски документи. Но 20 години предходно ова беше дел за влез во командата на Југословенската народна армија. Токму зад неа загина и војникот Сашко Гешовски. Кој губи? Оние што протестираа овде надвор или некој однатре? Во овојкот ексклузивно говорат и жртвите, и оние што биле очевидци, но и оние кои биле напаѓачи. За време демонстрација еден војник погинува, не знамо име, по националности македонец, а еден војник е ранен. Уште една жртва на нередите во Хрватска. Загина војникот Сашо Гешовски од Кавадарци. Во тој момент Београд се јави Сузана Калај и вика рушилачки демонстрација во Сплиту погинува Гешовски Сашо из Кавадарци. Војник Саша Гешовски из Кавадараца у Македонiji погинуo je danas prije podne oko 11 sati u nezapamćenim nemirima. Кога дошла жената од работа си дошла овде беше народ канекни што беше собрано ова кој беше годишнината. Тоа не се знаела и прашува жената што е ова собраница. И никој не ги кажал и само кумата што е лета и рекла вак и вак. И тоа беше. Убиството на војникот беше почеток на распадот на Југославија и на македонската независност. Во Македонија тагата прерасна во гнев. Трагичната смрт на војникот Сашо Гешовски од Кавадарци нанозе ја крена цела Македонија. Прашањето за федерација или конфедерација е мощно суштествено прашање на кое гинат веќе македонци. Мораме да сватиме дека овие деца не смееме да дозволиме да идат на граница. До кога вака, ја не знам, децата ќе ни страдат и ќе ни трпат, разбираш, и ќе гинат. Жртвите да се даваат на ваков начин е несватливо. Веќе се насетуваше дека може да погинат и други млади војници. Во Сплит се пишуваше историјата. Кој прв почна? Секоја страна со својата вистина. 20 години потоа, никој не влегол во архивите на некогашната воена команда, а сегашна Бановина. Никој не ги побарал доказите ниту сторителот. Веќе 2 децении во овие папки пишува: убиството го извршил непознат сторител. Се заташка случајот и викам дека никој од тие тогашни деца не се знае убиецот кој е. Не се знае. Чиј куршум го усмрти 19 годишниот војник на Југословенската армија. Има многу очевидци, многу сведоци на настанот, но никој не видел кој пукал. Секој со својата верзија. Netko je iz ove zgrade pucao na prosvjednike i rupe se još vide na fasadi. Nisu prosvjednici pucali iza sebe, ako je ispred njih bila jugoslavenska vojska. Dakle, vojska kao takva je i naoružana, ona ima naoružanje. Vojnici su očito tjerani iz komande da izađu sa oružjem prema demonstrantima, ali su se povlačili kroz ta vrata natrag, jer nisu željeli prema demonstrantima očito upotrebljavati oružje. Tada je unutar komande došlo do pucnjave i u toj pucnjavi je stradao Saša Gešovski. Sad moje pitanje, gde se nalazio i pitanje makedonske javnosti, tačno Saša Gešovski, 20 godini? On se nalazio unutar prostorija komande i nikad nije bilo ni slučajno moguće da ga neko izvana pogodi mecima, nego samo iznutra. Da je netko ubio Gešovskog izvana, onda bi jugoslavenska vojska sa svojim kosom i službom bezbednosti doista to apsolutno i prenila javnosti i pokušala na tome politički poentirati. Nisam očevidac, ali mislim da je poginuo slučajno. Zapucalo se onako.
iz mase se zapucalo, eto da se vidi da ima pištolja, valjda da se isprovocira Bela, ja ne znam šta je ljudima koji su uopće došli na te demonstracije naoružani, šta im je bilo u glavi. Тој поручникот ја отвори таму вратата, пукаше у воздух и им викна на тие да слезе долу. Сега кога пукна у воздухот, таму дојде Рафал ни вратија и од тој Рафал беше погоден Сашко Гешовски. И кај беше во тоа време? Па, во тоа време, кога отворил вратата, ја бев, да речеме, позади нив 5-6 метра, на крајот на ходникот. Na vratima staja Sreten Egerić s jedne strane, a s druge strane onda da je staja Ilija Bilješković, a da je pokojni Saško Gešovski klečao dole na podu. Kad sam bio zatvoren u Sarajevu, onda je jedan zastavnik, ja ne znam da li je on još među živima, ali on je meni rekao da je on ubijen iz 2 vrste municije. Znači, kad su oni radili obdukciju, da su 2 metka, mislim, iz 2 različita oružja, da je pogođen. Ја може да си нагодувам, може викам да е и од Егерич поручникот, може да е и од вие муповците, у тоа време имало со снајпери, сето било обколено горе. Контрадикторни се информациите на сите. Не само за тоа кој пукал, туку и дали Гешовски е оставен да искрвави до смрт во ходникот на војната команда во Сплит. Njega su onako ostavili na sred da leži i trag krvi, kako su ga potezali, tako su ostavljali trag krvi po toj prostoru. To drugim riječima da stvore jedan psihološko stanje među tim vojnicima da se bore unutar toga. Znači, sve to govori da je to bila jedna vrlo smišljena akcija da bi se očito jedna uplela, odnosno intervenirala, imala alibi za intervenciju u tadašnjoj Jugoslaviji. Беше ранет во предел на стомак и на препони. Го излековме горе на тоа што е приземе. Дојдоа таму доктори, го преврзаа, проба да преврзат колку да се сопре крварењето. Се јавија, ама неуспешно. Како смо ми имали вани двоја кола хитне помоći, ја sam tražio od ljudi s kojima sam pregovarao da vozila hitne pomoći brzo uzmu ta tijela ili tijelo, jer nisam znao o čemu se radi tek kasnije, i da pokušaju pomoći, da se žurno odvede u bolnicu, tako da bio sam spriječen u tomu. Dakle, nisu htjeli. Код тргна повистината. Некогашната команда сега е градско собрание. Малку работи се изменети овде. Останали и трагите од коршумите на соседната зграда како сведоштво дека се пукало кон демонстрантите. Единствено некогашната дрвена сега е железна врата. Натре се менуваат фотографиите на загинатите хрватски војници, но меѓу нив не е македонецот Сашко. Нема ниту венец, ниту спомен дека на ова место загина пред 20 години. Мистерии убоитих зрна. Gdje su ubojite zrna što su prekratila vojnikov život? Zašto su rupe na mjestu pogibije izazvane različitim kalibrom metaka? Kako je vojnik pogođen? Во тоа време, службеничката Вања Белик, која работела во зградата од спротива, ќе изјави. Точно u visini moje glave 2 su metka pogodila kaput na vješalici. Poslije pucnjave vani su izletjela 2 vojnika. Međutim, nisu izašli normalno, već kao da su izbačeni van. Bili su bez kapa i totalno izbezumljeni. Ова фрла сомнеш, зошто токму македонските војници биле во првите борбени редови. Očito su bili Makedonci žrtvovani da bi izazvali, da bi uvjerljivo
uvjerili tadašnju jugoslavensku javnost kako je to Hrvati imaju neke zle namjere. Да не беа тие два транспортери надвор, немаше никој да има можност да се качи. Такото немаше потреба никој да излезе да пука воздух и немаше да има потреба никој таму да... Буквално немаше да се случи ништо. Kojem je idiotu palo na pamet da tu stavi transporter i da tu vojnike koji se zapravo ne mogu braniti ako se masa od puno hiljada ljudi je zapaljiva. Nikad ne znate šta se može dogoditi da krene. Овие писма од командата на 9-тиот корпус под назнака воена тајна строго доверливо покажуваат дека стратегијата на JNA била во борбите да се втурнат војниците од Македонија, Косово, Словенија. Бевме упатени одмах на транспортерот кој што стоеше на улицата помеѓу тогашната КВПО и цивилниот суд на општина Сплит. Наш друг Гешовски Сашко изгубил свој млади живот пред него што го и започел. На неговом путу ка истини и поштењу, ка људскости, зауставил ga je Рафал човека звери, кој не е вреден и спомена. Сашко е недолжна жртва на шовинистичките оргии и разбеснетите страсти, распирувани против се она што е југословенско и напредно. Тој е светол пример на жртвување за другаро, кој што беше во опасност и израз на бескрајна племенитост и несебичност. Porodici vojnika Saše Gešovskog, koji je tragično poginuo vršeći svoju vojničku dužnost, Telegram saučešće u ime Saveznog izvršnog veća i u svoje ime uputio je predsjednik SIV-a Ante Marković. Vinovnicите za ova delo pronaјдат и да се изведат пред суд. Исмет Рамадани тогаш беше пратеник во парламентот на тогашната Социјалистичка република Македонија. Заминал во Сплит како дел од македонската државна делегација која требала да испита смртта на Гешовски. Одговорите кои ги добиле се оние истите кои се даваат и денес. Во касарната, да ви кажам, колку можам да се сетам, јас не добивме нешто што можеше да не убеди до крај дека се случувало така и така, затоа што многу штури беа тие информации. Што ви рекоа од армијата? Кој го убил? Од армијата ни рекоа дека бил убиен од тие што протестира, од демонстрантите во Сплит пред касарната, а од друга страна па при средбата со градоначалникот на Сплит и некои луѓе со него, тие пак го тврдеа спротивното, дека е убиен од пукањето кое дошло од касарната. Таткото на Сашко се кае, го испретил со гордост да и служи на армијата, го дочекал во лимен сандак. Само грешка ни беше што не го отвориме тука да си облечиме цивил. Како војник? Тоа, како војник. И не ни дава да го отворим. Уствари, они си замина, може јас само си викам, ако го отвориш искасапен, сето обдукција направен, да си го знаеме како што го знаеме. Никогаш не се дозна ни вистината, дали е направена обдукција. Немаше обдукција, немаше нешто повеќе да се добие како информација од тогашната Југословенска народна армија.
tijelo je odvezeno u vojnu bolnicu koja je bila pod kontrolom jugoslavenske vojske. Koliko ja znam, istraga po tom pitanju nikad nije dovedena do kraja. Zbog čega? Ne znam. Gdje nalaze te obdukcije? Da li ga netko ima neki sud ili netko to ne zna, jer ja se naravno nisam bavio sa tim stvarima, to nije moj posao. Немаме ништо добиено, ништо добиено немаме, дури се чуделе каква снага Сашко имаш кој му вршеле обдукции. Сашко со направене решето сиров и нозе му се сокршени и се. Odmah traži od policijske uprave da poduzme mjere da se izvrši obdukcija, da se izvrši vještačenje vratiju, jer se na njima vidjelo odakle su metci letili prema vani ili izvana prema unutra i nama komanda to nije dozvolila. Два клучни документи недостасуваат 20 години. Обдукциониот наод и балистичкиот извештај, кој дојде до докази кои покажуваат од каде и како е пукано кон Гешовски. Сашко Гешовски стоел зад оваа врата во моментот кога Иван Бегоња и останатите го напаѓаат Светлан Чонаков. Tada je unutar komande došlo do pucnjave i u toj pucnjavi je stradao Saša Gešovski. Водникот Сретен Егерич ја отвора вратата и испукува неколку куршуми кон демонстрантите. Одеднаш се слуша рафал. Испукани се 4 куршуми. 2 од нив завршиле во десниот колк. Еден излегол низ стомакот, а другиот низ грбот. Третиот го погодил во десната нога над коленото во десната страна, а четвртиот ја погодил неговата лева нога од левата страна. Но аглите на неговите влезни и излезни рани се збунувачки. Ништо се еш не може знати. Nije nam jasno da li su vrata bila zatvorena ili otvorena u trenutku pucnjave. На вратата останале траги од 4 куршуми. Нивните чаури никогаш не се пронајдени. Zrna ispaljenih metaka, po svemu sudeći, ispaljene su iz dvaju različitih oružja. Токму ова се клучните факти околу кои ќе се спорат хрватските власти и JNA. Секоја страна ги извртува во своја корист. Еден куршум бил смртоносен. Ова е вратата. Тука е бетон удара, рекушира метакот и влегла низ врата. И го погодува Сашко, изгледа му е скината, како што вика дека не можело да му се пружа помош, привидејќи многу народ, демонстрации, не можело ни брза помош да дојде. Рекуширал метак и наводно хеморалната вената, како се вика му е скинала и смртоносниот куршум дека наводно бил тој. Но кој го испукал? Kad sam vidio da su ugroženi životi mojih prijatelja, i ja sam potegao pištolj i otvorio vatru. Dijelom u zrak, dijelom bogami i u zgradu. To je bila moja sveta dužnost. Pripadnik MUP-a, koji je bio u kordonu među masom, učinio jedan korak i iz klečećeg stava opalio rafal prema zgradi komande na prvom katu. Pritom, smrtno je pogođen vojnik Saško. Хрватите ги сомничат офицерите на JNA дека пукале кон демонстрантите, но го погодиле и македонскиот војник. Според влезните рани, во Гешовски е пукано во висина на колковите, односно стомакот. Ова покажува на фактот дека оној кој пукал бил клекнат. Го побаравме Иван Врдољак, живее во Сплит. Не сакаше да се сретне со нас. На телефон ни изјави дека на 6 мај ниту тој, ниту некој од неговото семејство не биле пред војната команда. Јавниот обвинител со исто презиме, Анте Врдољак, во истрагата изјавил: Pripadnici MUP-a su kategorični u tvrdnji da toga dana uopće nisu pucali. Stoga, dok se ne dokaže drugačije, mi moramo vjerovati. Со истрагата на брутните честички се докажува кој пукал, но од ниту еден припадник на полицијата не се земени парафински ракавици. Од сите 3 верзии за убиството, и според родителите, и според истрагата на КОТ, најизвестна е онаа дека Сашко Гешовски тоа утро се нашол во вкрстен оган меѓу демонстрантите, војската и полицијата. Од 4 куршумот што ја погодил артеријата е кобен, искрвавил до смрт, а брзата помош стигнала при доцна.
По 20 години ги имаме само сведоштвата. Нема казна за стореното. Има ли покајување? Ни најмању želju има према njemu da ga ja ozlijedim, a naposle da ga ubijem, razumite? Дали веруваш во тоа? Во тоа не верувам и он може да тврди се што сака, али тоа не е тоа. Се види на самата снимка и целиот народ го види тоа во светот. Што сакаше он да постигне со тоа? Така наречената сплитска група по 1 месец е уапсена. Da, to je vojnika, neki zatvor, samica. Šta ja znam, imao sam ovako rešetke neke, tu sam proveo 5 mjeseci. I onda bi me izveli onako malo na šetnju, ali neki su pucali iz nekih pištolja sa prigušivačima preko glava, tako da je kako vam rekao, prođe vas jeza. To je suđenje trajalo dole u tom zatvoru. Дали тогаш ги виде прв пат напаѓачите кои се? До ден денешен ден јас ги немам видено со очи мои и не сакам никој пат да ги видам. Не сакаш ниту да ги погледнеш? Не. Јас поборав тога и во тогашно време, како што размислував, максимална казна што следува според онај воен уставни закон. Svjetlančev stvarno nije bio fair. Ja sam to njemu rekao još tamo u Skoplju, u Sarajevu kad je to bilo. Ja tebi nisam nanio nikakvo zlo, ni nikakvim pokretom da sam ja tebe bilo šta oštetio. Po 8 месеци в затвор, Бегоња и останатите се ослободени. Од тогаш никој не прашал што стана со овие луѓе. Светланчо се враќа дома, но траумите ги носи за секогаш. По војната Србија ги превзема предметите за обештетување на семејствата на загинатите, ранетите, повредените војници на JNA. Рокот за тужба во новата против старата држава е 15 години, но Светланчо го испушта овој рок. Во 2006 отвара случај. U tom postupku presuda je doneta u 7. mesecu 2007. godine, ali tom presudom je usvojen tužbeni zahtev Svetlanče Nakova i njemu je dosuđeno na ime naknade nematerijalne štete i to na ime pretrpljenog straha, bola i duševnih bolova zbog naruženja, ukupan iznos od 350.000 dinara, ali ta presuda je odlukom Okružnog suda u decembru 2007. ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje drugom opštinskom sudu. Министерството за одбрана на сегашна Србија ги води постапките. Ako se propusti rok u nekom određenom vremenskom periodu da se podnese tužba ili bilo koja druga procesna radnja, onda nastupa zastarelost i samim tim on gubi neko pravo koje bi imao da je podneo tužbu u nekom redovnom trenutku, recimo. Da li su drugi vojnici, recimo iz Makedonije, možda dobili takvu nadoknadu? Znači, ako su oni bili ranjeni 1991. godine i ako je rok zastarelosti bio 15 godina, to znači da oni nisu imali problema što se tiče prigovora zastarelosti i njima su sudovi u Beogradu i u Srbiji dosuđivali naknadu nematerijalne štete po svim vidovima po kojima su oni tražili. Не се откажува, смета дека она што го преживеал мора да се плати. Моја проценка дека тој рок не е испуштен, напротив. На што се базира она што ќе го испратите во Страсбур? Согласно кривичниот законник на Република Србија, апсолутната застареност за кривично гонење, за кривичното дело оружјена побуна изминува по протекот на 30 години, односно 2 пати пута онај рок кој што е предвиден. Што значи дека во никој случај не може да се каже дека во моментот на понесувањето на барањето 2006 година бил пропуштен тој рок. До каде е случајот во Страсбург и што очекувате? Европскиот суд треба да ја прогласи за допуштена жалбата, па понатака дојде на втора фаза да се даде на одговор, ќе се информира и македонската влада понатака за како бидејќи Светланчо е македонски државјанин. Ќе успее ли војникот чиј живот беше ставен во рацете на разгневената толпа да добие пресуда што ќе му ја оконча агонијата? Немам ништо како личност, ја како човек против Хрватска и хрватскиот народ, само имам против оној кој што сакаше да ми го земе младиот живот. Ке си подадат ли некогаш рака? Bez obzira na sve, ja nemam ništa protiv njega. To je tako bilo
ti moment, ja nema razloga da čovjeka mrzim. Што доколку се покаја или ти се извини? Не прифаќам никако за самоубиец, не прифаќам никакви ни извинувања ни појава. Тесната уличка пред некогашната воена команда, сега Бановина, за новите генерации е незначителна. Место за паркинг или споредно патче за да се стаса до морскиот брег на Сплит. За овие луѓе е преголема, оти им носи едно тешко бреме, кое и по толку години не може да го симнат од душата. 6 мај, некој сака да го заборави, да го избрише. Некој го слави како празник и сака долго да го памети. Убиството на Гешовски во една временска дистанца може да се земе само како еден повод за да се создаде јавност во Македонија дека е завршено и Југославенската народна армија полека треба да се оди од тука. To nije praznik. To nije u službenom protokolu grada Splita, niti je u službenom protokolu Republike Hrvatske. Dakle, to nije praznik. Ali je Hrvatska udruga sindikata to uzela kao svoj dan. Ja naravno nisam više član Hrvatske udruge sindikata već odavno, od 1991. godine. Međutim, jedan naš saborski zastupnik iz tog vremena, gospodin Anđelko Gavrić, je rekao da će taj prosvjed biti upisan u hrvatsku povijest zlatnim slovima. Ja se s njim slažem, dakle to je moj osobni stav. Taj dan je završio tako sa dizanjem zastave i on se smatra nekim danom triumfa u Splitu i obilježava se svake godine. I onda tu nekoliko godina zaredom, onako da ih malo upozori šta slave. Neko je tu na zidu ispisivao grafit dan kad smo ubili malog Makedonca. Mislim da je to ono čega bi se zapravo trebali sjećati tog dana. Сашко Гешовски како да не заслужи по него да се именува ниту една улица, ниту едно училиште, ниту во Сплит, ниту во Кавадарци. На гробиштата во родниот град има само едно обележје – 19 краци, 19 години. За жал, не беше последната жртва од Македонија. До него се погребани уште двајца негови сограѓани, а вкупно 44 луѓе загинале како војници на JNA на боиштата во Хрватска. Вака Код се обиде да одговори на многу неразјаснети прашања. Се радевам дека токму тука еден ден ќе дојде и Светлан Чонаков, оној пат кога ќе му бидат дадени сите одговори. Што се случуваше на вистина овдека пред 20 години. Ви благодарам што бевте со Код. Имајте пријатна вечер.